Денеска сме Кавадарци како дел од теренските активности. ВМРО ДПМН, тоест обновата пред вашиот дом, председателот на ВМРО ДПМН во вашиот град, разговаравме со представници на регионалната стопанска комора од овдека од Кавадарци, ги презентиравме дел од мерките кои што ќе бидат опфатени во програмата Обнова за Македонија за следните предвремени парламентарни избори. Посебен акцент ставивме на мерките што подразбираат намалување на данокот, персоналниот данок, практично, она кое што во текот на вчерашната пресконференција го соопштивме на македонската јавност, но и претходно кое што го комунициравме на состанокот со Стопанската комора на Македонија во Скопје, од 10 прво во првите 100 дена на 9%, па потоа на 8%. Тука е мерката ослободување на оданочувањето од персонален данок на доход на младите до 29 години, потоа оние цели на макроекономски план, стратешките приоритети кои што ќе бидат на владата на ВМРО ДПМН веднаш после победата на предвремените парламентарни избори, она кое што го добивме како повратен ефект од страна на представниците на реалниот сектор е навистина поздравувањето за овие мерки, предвидливоста во политиките кои што ВМРО ДПМН ќе ги води во периодот кој што следи, на даночните политики, политиките во рамките на собранието, ние генерални политики, бидејќи не сакаат адхок законски решенија по скратена постапка. Генерално тоа беше темата на денешниот состанок, би го окарактеризирал како исклучително успешен и корисен за нас. Очекувате ли ова недела да биде распуштено македонско собрание? Да, во среда очекувам да биде распуштено македонското собрание, како што се договоривме на оној состанок кај председателот на државата, господинот Пендаровски. Очекувам сите политичари да си стојат на договореното.